Со порастот на ново заразени со COVID-19, лекарите апелираат ризичните групи и лицата над 50 годишна возраст да се заштитат, односно да примат бустер доза вакцина, трета или четврта. Вакцината штити од компликации и од тешка клиничка слика. Пак ќе кажам, вакцинацијата не ве штити од високото ниво на контагиозност, посебно на овој тип на вирус, туку ве штити да немате тешка клиничка слика, да не завршите во болница, да немате страшни пост-ковид компликации, посебно кај пациентите што немаат доволно имуно одговор за да се изборат со овој нов тип на вирус, со кој што веќе еве 2,5 години се бориме. А гледате дека многу поедноставно е сега. Иако сите светски организации, посебно тие што работат истражувачки центри за вакцини, се бават да создадат некаков тип на вакцина што ќе ги задоволи сите овие типови на вируси, што ќе ги покрие, за да не мора да се примаат толку често, односно да имаме еден универзален тип на вакцина, што многу поедноставно ќе се аплицира, дури и за начинот на апликација има 2-3 начина, да не ги објаснувам сега, ако ви е интересно можеме и тоа. Значи, се размислува како подостапен да стане овој тип на имунизација со цел да завршиме конечно со оваа пандемија, не е ни епидемија. Лекарите препорачуваат бустер дозите да се повторуваат во период од 4 до 5 месеца. Се очекува 6 до 9 месеца да ви држат вакцините, но за бустер дозите се препорачува меѓу 4 и 5 месеца да се повторуваат, така да колегите повише се надлежни за тој дел и не би сакала повеќе да одам во детали. Од прилика ви кажав, значи се размислува најмногу за ризичните групи, да се обратат кај матичните, ќе се видат докаде се со вакцинациите, ќе им дадеме препораки, центрите нон-стоп ви работат, има вакцини, така да барем тие ризични групи да си ги заштитиме. Инаку вакциналниот пункт во состав на здравствениот дом Тетово е отворен секој работен ден.